Здраво, Матијас. Ти благодарам што учествуваш во ова интервју. Минатиот пат снимав вакво интервју со Патрик. Ти го знаеш Патрик, така? Во истата Sicuro, асоциација сте на хиперполиглоти. И, točno. и ти исто така учиш македонски. Кажи ми за себе, кој си ти? Представи се, кои јазици ги зборуваш, зошто учиш јазици? Za mene čustvujem mnogo gord in mnogo srećen da vidim tukaj. Najprvo, napred da početame, bi sakal da te kažem nešto važno. Bi sakal da te blagodaram za možnost da spodelam ova intervju, ovaj moment so tebe. Vtorot, bi sakal i taka da te blagodaram za tvojot neverojaten i beskonečen trud za promoviranje, za odbrane i za širenje makedonskog jezik i makedonska kultura preko tvojot projekt Makedonsko tokače. Zakaj to mislim, da to je mnogo koristen, da si te koji što sakat da učat makedonski jezik i makedonska kultura. Čestitke. Ja se vikam Matijas, ja sam Argentinec od Buenos Aires, imam 46 godini, ja sam sistemski analitičar i ja sam sportski novinar, ja specializiram vo košarkaška statistika i taka ja sam, imam univerzitetska diplomata na novinarstvu. Mhm. I saka mnogo komunikacijata i saka mnogo različite jazici. Možem da zborujem poveke ili pomalku 15 jazici, međutim 5 ili 6 jazici napredno. Imam španski kako majčin jezik, imam angliski, katalonski, portugalski i italijanski kako napredno nivo. Francuski, rumanski, hebrajski, ja sam Hebrejin, može bi makedonski kako srednjo nivo i imam mnogo jazici kako A2 nivo, hrvatski, holandski, euskera, grčki, turski, srpski, polski i tako na tamo. Mhm. Ти се Saka допаѓа така? saka mnogo komunikacijata i saka mnogo različite jezici, kako ti. Така, да, и јас сакам јазици и знам што значи всушност да си многу љубопитен и да учиш. А од каде ти дојде таа љубопитност за македонскиот јазик? Зошто баш македонскиот јазик? Imam tri pričini koji što odlučiv da učam makedonski. Najprvo, koga imav 40 pat, koga imam 42 godini, ne zborujem ništo slavonski jezici. I iskoristam da gledam mnogo različite vesti, sportski vesti vo različite medija i saka mnogo košarkata i jugoslovenska košarkata, srpska košarkata i moj pristup na slavonski jezici beše preko srpski. Ama koga otkriv makedonski, koga sam otkril makedonski, wow, kako srpski, ama bez padeš. I za mene čuvstvujem deka makedonska ta kultura je mnogo interesna
da uči i da razgleda. Mhm. Така, I ova je prva pričina. Втората причина е сигурно Ричард Симкот, бритински хиперполигот кој што живее на Македонија, своето семејство, својата жена е македонка. И трите има трите причина. е, се обидувам да го резумирам. Е, Iskoristam da odam isto така да различите настани именки Undolingo. Undolingo е организацијата која што организира настани да промени јазици. Одев повеќе од 700 различите настани да промени јазици во различите пабс, пивото и многу држави. Во првиот пат дека одев до Мундолинго, запознаев во првиот пат аргентинци момчето, Ектор Јордановиќ, му дадов поздрави. Ектор Јордановиќ е аргентинец од Сајнс Пења Чако, ама своето семејство, својата фамилија емигрија од Охрид на времето од српски, хрватски, словенски краљевство. mhm. Почеток на 20 век. 100 години напредно. И тој одлучи да се следи православен живот и така натаму. И тој одлучи македонски и кога тој одеше до Мундолинго, никогаш може да најде никој кој што вежба јазикот. Јас го покаже булгарските, српско-хрватските девојче која што вежба, која што практикува, ама знаеме дека не е тој исти јазик. Океј, ама еден ден јас го кажев Екторот. Порано или подоцна ќе научив јазикот. Така. А тој веќе зборува македонски или учи македонски? И те инспирираше да научиш? Ги најдав ресурси да зборува, ги најдав ресурси да учиме македонски е многу тешок. Многу тешко. Зашто немаат дидактички материјали, немаат доволни материјали, немам доволни ресурси или материјали да научиме македонски преку интернет и можеме да ги правиме. Немаат например, глаголски лист или како правиме, како развераме дидактички материјали со него и можевме да го правиме овој ресурси и ги споделувам со тебе, например.
do viv 17 eh, 17 lekcite na makedonski so učiteljkata od Kočani, Jadranka Davidkova, koja što Richard Simkot mu rekomendira i така да, ja sam tuka. Така, супер. Значи имаше часови по македонски, но и ти самиот си направи своја листа на глаголи, самиот учеше. А како го одржуваш македонскиот јазик? Дали го слушаш македонскиот јазик на дневно ниво или секоја недела? Ima, eh, na primer, najprvo iskoristam da gledam mnogo vesti, generalni vesti i sportski vesti u različite medija, video preko YouTube, po Canal 5 televizija, vesti po Canal 5 televizija i така натаму. И слушам много музиката, например, Toše, Karolina Gočeva, Antonija Gigovska, Knockout, Vlado Janevski, така натаму. За мене да слушаме музиката е много важно за кој што за додадувам зборови, за додадувам вокабуляр. Така, И за мене да да те одговарам да те одговарам прашањето искористам да слушам многу музиката. Зашто? Македонската граматика е многу лесна за оние кои што немаат еден славонски јазик како мајчин јазик. Можеби за оние кои има славонски јазик како мајчин јазик со падежи, македонски е тежок. Ама за мене, како шпански, како мајчин јазик, е многу лесен, многу лесен. мислиш дека македонскиот и шпанскиот имаат слична граматика, многу послична отколку македонскиот и руски? Повеќе или помалку да. Се обидувам да го објаснам со лесни зборови, немаат точни зборови да го објаснам зашто мојот македонски сега е меѓу А2 и В1 ниво, јужно средно, ама за малку се обидувам да го објаснам и се надевам дека да континуирам, да продолжам мојот труд да учам јазик. Апсолутно, тоа е нешто што продолжува, така? Постојано се учи јазикот и ти ми кажа дека слушаш македонска музика и така учиш нови зборови. Која македонска музика би ми ја препорачал на луѓето што сега почнуваат да учат македонски? Што би им препорачал да слушаат? Сакам многу различите генери. За мене и различите ритми му се допаѓаат, ама например, имаме на македонски, например, до регетон. Сакаш да видат само мој, и да ми кажеш љубо твоја, сакаш да мирисам, да ванила. Звучи шпански. Ти паметаш. И за мене го гледаме кои што македонската музика е и така модерни и инфлуенциите на
наградила македонските македонските музици на медијата е многу важно. Така, Е, така. А кој е твојот најголем предизвик? Имаш некој предизвик, некоја тешкотија со македонски, например, пре- не, граматика? не, за мене немаат ништо предизвик. Мојот мојата гледна точка мислам дека немаат повеќе предизвик, зашто го најдам многу лесен факт, фактички мислам дека македонски јазик е најлесниот славонски јазик мојата гледна точка и кој што за сака да почнува својот пат на научим еден славонски јазик, македонски е најголема опцијата. Супер. Најголема да. Да, а што би му препорачал на некој што сега почнува да учи и што е можеби изгубен, од каде да почнам со македонски? Како би постапил ти сега да почнуваш, например, од почеток? Кога би почнувал сега? Како би постапил? М, спор, спо- е, според мене, е, за мене м, јазиците е како swimming pools, Да, како базени. како базени, кои што е, е зид и под е граматиката. И водата е како речник, како вокабулар. За мене не е важно ако имам само 10% водата на речник. Е, за мене се обидувам да го од 10 метри напред, но се Така, го значи, обидувам. да, да. И така дали, и така дали, и така дали. Па, за мене не е доволно да само се обидувам. Не е важно ако имам многу граматички грешки. Не е важно ако ги заборавам зборови. Напредно. И се обидувам, се обидувам, се обидувам. Така, Е, многу е важно да се зборува, така, да се вежба, да се зборува. Ти после колку време учење почна да зборуваш? Кога беше првиот пат кога почна да вежбаш македонски? од колку време почнува од колку време почнував да научи јазикот? Повеќе или помалку 3 години и имам многу илузијата да кога запознаев по првиот пат Ричард Симгот и со ТВ во Терешин 2022 е, чувствував како имам можност да зборувам македонски со него и со ТВ goosebumps, пили Да, гашинари. морници. Чувствував многу борници и кога му дадов, кога Ричард му дадов Локуми, рахат Локум, е за многу горд, најголемиот чест за мене. Така, на твоето И ниво на... ова е најголемата мотивација да продолжиме да продолжиме со јазикот. Така, имаш еден добар модел.
инспирација, имаш инспирација, некој што зборува. Најголемата инспирација за нас. Така е, дефинитивно. Супер, одлично. Имам едно последно прашање. Што ти се допаѓа? Добро, ти ми кажа што ти се допаѓа во македонскиот јазик. Граматиката е доста едноставна, но дали имаш уште М, израз, збор? No, za mene moj od omiljen zvor, moj od favoriten zvor, ajde da odime. Така, посебно зборот ајде е Zašto? убав. Zašto? Ajde do, dojde od turskата култура на времето од Отомански краљевство и ајде го користи грчки, булгарски, албански, српски, македонски и така натаму, или романски, Јо, сите балкански. така, да. И оди дојде од ходити, перфектна форма да иде оди, како македонската фонетичка, многу фонетичка, окей, наместо хајде да ходиме, ајде да одиме. И за мене сакам многу, многу, многу како експресија, да, ајде да одиме. Така, интересно, интересно е, супер. Значи, заклучокот е, според тебе, Матијас, кој што зборуваш многу јазици, а, значи, треба луѓето да се обидуваат да зборуваат, значи да не се плашат од грешки, како што кажа. Воопшто да не се блокираат ако грешат. Треба да се слуша јазикот, ти слушаш многу македонска музика, ти се допаѓа културата, имаш инспирација, некој што зборува македонски, така што мислам дека ова ќе биде многу инспиративно и корисно за сите оние што учат македонски. Ти благодарам многу, Матиес. За мене е најголемиот чест. Чувствувам многу среќен и многу горд да бидам тука, да македонско каче и без сомнение ги рекомендират качето да се следи Андријана и својот македонско каче. Најголеми ресурси да учам македонски. За мене, од мојот срце. Фала многу. Се слушаме. Поздрав. Чао. Поздрав!